Почитувани гости, почитувани колеги, почитуван председател, со цел да не должам и да не должиме, да овозможиме побрзо течење на, односно побрзо изгласување на законите кои што се на дневен ред на оваа комисија денес, на оваа седница на комисијата, имајќи го во предвид фактот дека се прво читање, јас ќе ве замолам да не ме прекинувате, односно да ми дозволите истовремено да зборувам и за првата и третата точка, кои што се денес на дневен ред, иместо и двете се од областа на животната средина, а намерата ми е да бидам конструктивна и токму заради тоа ве замолувам. Почитувани, како пратеничка група, на почетокот сакам да потенцирам дека ги поддржуваме и сме за донесување на законите за прогласување на дело Чар планина за национален парк, како и предлог законот за изменување и дополнување на законот за животна средина. При разгледувањето на овие закони, исто така сакам да потенцирам дека најдовме повеќе недостатоци, но имајќи го во предвид фактот што со што се соочуваме во животната средина во Република Македонија е еден од најголемите проблеми кои што го имаме како држава. Јас денес политички нема да зборувам, односно и како политичка група политички нема да зборуваме и би сакала да искористам оваа прилика денес при моето обраќање да ја повикам цела експертска јавност од областа на животната средина да ни помогне, односно да се вклучи до изработката на овие предлог закони. Имено овие два закони денес се во прво читање. Во прво читање го разгледуваме и зборуваме само во однос на текстот на законот кој што е пред нас, а кога ќе дојде второ читање може да делуваме амандмански. Би сакала да кажам дека во изминативе неколку дена повеќе невладини организации и издруженија од областа на животната средина се обратија до нас со забелешки, меѓутоа повторно ќе речам, на прво читање не би сакала да ги кажувам, ами токму затоа ја повикувам цела експертска јавност, сите невладини организации од областа на животната средина, сите здруженија од областа на животната средина, своите забелешки да ги достават до пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата. Она што ние може да го ветиме е дека сите ќе бидат тие забелешки претворени, преточени во амандмани и ќе бидат разгледани во второто читање. Ја повикувам токму за носењето на овие закони целата експертска јавност да бидеме едно. Заради тоа што тие многу подобро од нас ја познаваат оваа проблематика и мислам дека тие се тие кои што најмногу може да ни помогнат во подобрувањето на текстот на законот. Законот, например, за прогласување на Шар планина е само еден мал дел од животната средина или само една коцка од мозаикот во животната средина. И исто така ја користам оваа прилика да кажам јавно дека како пратеничка група ВМРО ДПМН и коалицијата и во иднина, кога ќе стигнат закони од областа на животната средина, ќе се консултираме со експертската јавност и нивните забелешки ќе ги предочуваме во текст на закони, односно во амандмани, за да делуваме на предлог текст на закони, заради тоа што крајно време е да ги решиме проблемите од животната средина со кои што се соочуваме како држава, за кои што повторно ќе кажам се едни од најголемите проблеми со кои што се соочува Република Македонија. Благодарам. Благодарам, пратенички.